Добро, готово. Супер. Како што најави и Николче, и ЕВСП ние, ја и Зоран, пак ќе кажам, во исти состав. Ја, Зоран и Коки, позади телефонот или позади камерата, да споделиме денеска нешто се нарекува слово, да споделиме, можеме да наречеме проповед, слово, убави зборови, дефинитивно и трите важат, и трите се веродостојни за тоа што ќе го направиме денеска, но пред да почнеме било што да кажуваме, јас сакам голема благодарност да упатам кон Николче и кон Андре, кон фамилија Петровски. Фала за прекрасното славење, фала за тоа што не само одвоија време, него познавајќи ги нив, знам кој им е ставот, дека тоа го прават со сето свое срце и навистина не поведува во добар почеток на нештата, и така да нека, како што овој ден започна со прекрасно славење, нека започне цела недела со прекрасни работи од Господ и од нас лично. Ќе кажеш добре дојде? Да, секако е прекрасно да се биде заедно со сите кои што гледаат, кои што не слушаат, кои што се молат за овие настани. Ја верувам дека ова не е само нешто што го правиме затоа што мораме да го правиме или затоа што сме приморани да го направиме, него ја верувам дека е дури стратегија која што досегнува до мнозина многу повеќе луѓе него што би го направиле како вообичаено. Така да јас не гледам воопшто негативно на се во ова. Всушност ја гледам многу, ја би рекол многу позитивно за кога станува збор за словото, за пораката, за евангелието. Ја верувам дека ова е навистина убав и прекрасен начин евангелието да се расшири дури на побрз начин. Така за мене е ова голема, како да кажем, голем плюс. Амин. Супер, Зоран. Ќе пратам на Facebook што се случува, не за друго, не да видам колку сме убави или не, или како излегуваме на камера, него повеќе ќе сакам да бидеме денеска малце можеби интерактивни. Што значи тоа? Дека слободно луѓето можат да прашуваат. Значи слободно да прашуваат. Јас знам дека можеби најголемиот дел од прашањата ќе биде кога ќе заврши коронавирусот и сето тоа, но слободно тие што мислат дека треба да постават некој прашање, нека го постават. Ако можеме ќе го одговориме, ако не можеме ќе се молиме за истото, па ќе најдеме одговор на друго место, али како да имаме таа интеракција, тоа е едно. Друго што сакам да го направам, Зоран, денеска е тоа дека оние што гледаат, што ја немаат книгата препознавајќи ја благодата, а сакаат да имаат во ова време на изолација, сакаат да читаат, сакаат да имаат, може да пишат првите петорица што ќе пишат. Може таква нешта направим, така да ајде уште еднаш да ја покажеме препознавајќи ја благодата, првата книга на Зоран Спасовски. Зоран Спасовски е човекот што седи лево од мене. Така да тој што тие првите 5 души што ќе пишат на коментар, ја сакаме книгата, слободно може слободно ќе ја добијат. Ќе видиме како, ако се тука негде од градот, ќе искомуницираме некако, или ако се негде надвор по другите градови, ќе ја пратиме по пошта, али слободно ќе може да ја добијат, и тоа бесплатно. Тоа е едната работа. Ја би направил и со втора книга истото. Имаме добра книга. Ова е малку за оние што сакаат подлабоко, ако можам да кажам, да навлегуваат во Библијата, во Словото, во сета таа ескатологија, што значи, кое значење го има, а посебно кое значење го има во Македонија. И самиот наслов тука го адаптиравме, Зоран, да биде Славното царство, победничка ескатологија за Македонија. Да. Ја верувам дека тоа што дека Македонија е дел од тоа Божје царство, дека ние сме дел од Божјето царство, и така да слободно пишете и напоменете само која книга ја сакате. 5 души добиваат од оваа книга и 5 души добиваат книгата од Зоран, препознавајќи ја благодат. Така да верувам дека имате многу време за читање, али ќе имате благословено време да ги земете овие книги и да ги читате. Еве одма пишуваат, Зоран, јас ја сакам, така да. Тоа точен одговор, да. Да.
Ќе видиме после на прашањата тоа. Океј, супер. Имаме денеска супер тема и ја не знам ни како може поинаку, освен супер тема да имаме, Зоран, зашто нашиот Бог е супер и Божјото Слово е супер и верувам дека не води добро. Ја станав денеска со возбуда, со импресии, ја испратив Даниела на работа и не можем ни да заспиам после тоа. Имам некоја возбуда дека денеска луѓето ќе добијат баш онака мана од небото, небесна храна. Амин. И верувам дека се согласуваш исто, верувам дека и тие што ќе гледате се согласат, зашто кога би се согласиле побргу би легнало тоа во нивните срца. И во време на ваква, ако можам да кажам, пандемија, во време на Зоран може дури и криза на човештвото, може да се каже дури и криза на човештвото, криза на институциите, криза на самиот систем, неизбежно е, Зоран, да се бара чаре, да се бара начин како луѓето да се спасат од сето ова. И докторите го прават тоа што го прават, нели? И докторите се грижат за луѓето заболени, да не се заболат повеќе и целите тие системи. Но мора да признаеме нешто, Зоран, ако нешто во овој период можеби повеќе е зафатено од тоа самата помисла дека можеш да твоето тело да заболи, е тоа нашата душа. Ја мислам дека нашата душа е многу по-зафатена во моментов со тоа што се случува. И мислам дека многу повеќе душата ни страда, него што страда самото тело, тоа, нели, не сме сите заболени, али знаејќи ги луѓето или пишувајќи ми некои луѓе, знам дека повеќе страдаат во душата, во тоа од неизвестноста, ако можам да кажам што ќе биде. И неизвестноста постои секогаш. Јас, ако размислувам некој, неизвестноста и треба да постои, зашто во систем, колку и да е еден систем добар, кога гледаме дека вакви работи може да го крахираат и најнаш луѓето да дојдат до момент каде што немаат доверба ни во системот, Зоран. Ајде сега нема да ги збориме оне политичка недоверба према, мислам недоверба према сите политичари, сега одиме и на здравствениот систем. И ајде нема да споредуваме ние, ќе кажеме нашиот систем здравствен бил ваков и пред тоа помалку добар или повеќе добар или лош, иако не сакам да користам такви зборови, зашто многу ги ценам луѓето што работат таму, но ако одиме да гледаме на светско ниво, многу појаки системи здравствени сега добиваат шок, добиваат крах и на некој начин како да добиваат шамар за можеби сето таа летаргија пред тоа што е имале или што, Зоран, што дури самите не сме свесни. Знаеш, кога напредуваш, кога системите напредуваат, некогаш немаш кочница. И во таа кочница, во тоа немање на кочница, во тоа немање шанса да се застане и да речи чекај да видиме колку треба да одиме понатаму или да застанеме, да размислиме, може да случат вакви нешта. И нешто што е исклучително важно или нешто што дава одговори на тоа што прави душата или како душата да биде допрена и исцелена во овој момент, е Библијата, е Словото, е она што ние го проповедаме, она што Господ ни зборува, и тоа не само мене, тебе, не зборува на многу луѓе, усвари зборува на тие што сакаат да го слушнат. Господ зборува постојано и тие што сакаат да го слушнат, ја имаат шансата да го слушнат. И станав со еден стих, тој е стихот од Павле им вика во Евреите 4 глава, мислам дека 16 стих, Зоран, вика, окей, имавте пристап до ракотворбата, до храмот, имавте пристап до светиња на светињите, но се тоа беше символика на нешто што вистински дојде. И вика, сега имате пристап до тронот на благодата. Вау, тронот благодата. И вика, каде што можете да најдете, што може да се најде искрено, еве и сите што слушаат, и сите што слушаат, што може да се најде во тронот на благодата, Зоран, ако не благодат. Мислам, самиот збор, нели, ако и понатаму Павле го кажува тој дел, вика, каде што можете да најдете милост и благодат во време на потреба. Во време на потреба. И тоа на едно место пишува да најдете милост и благодат за употреба. Точно. Во време на потреба. Најверојатно е добро за сите да го слушнеме овој дел и верувам дека е навистина ќе биде добро да го примениме и да го примиме во нашите умови како една слика, а тоа е дека бидејќи се нарекуваме христијани, бидејќи веруваме во нашиот Господ Исус,
бидејќи сме во црква, дека збориме за христијански центар, ама да зборам и за сите луѓе у Македонија. Океј, да кажеме сите се поистоветуваат со таа идеја, јас сум верник, јас сум христијанин. Супер. Не само сега, значи не само во оваа ситуација, значи секогаш ние некаде мора да ја ставиме нашата доверба, некаде мора да ставиме нашата вера. Значи тоа е не само одлука секојдневна, таа е неминовна одлука. Веруваш, се надеваш, се управуван си од одредени сегменти од системот, од општеството, од верата, од црквата, значи управувани сме од многу нешта. Но во вакви моменти, поготово вакви моменти, иако другите обичните моменти не ги исклучувам, доаѓаме до заклучок, доаѓаме до една реализација и мораме да ги како да кажам, да ги редуцираме нештата. Значи, доаѓаш ти како што зборуваше, доаѓаш до највисоката стапка или највисокото ниво и викаш, овие што се ваму горе на врвот не се снаоѓаат. И потоа доаѓаш подоле. Викаш, ајде, може би ќе не спаси здравството или системот на здравството и сваќаш дека, и тука не е баш како што си мислевме. Доаѓаш до системот на, не знам, на прехрана или на не знам што, и сваќаш, и што повеќе ги анализираш нештата, доаѓаш до сознание дека сите паѓаат на тестот, кој што е сега во овој момент. И најверојатно и други тестови ќе има, и доаѓаш до тој момент. И знаеш до кај доаѓаш? Доаѓаш до самиот себе си. И одеднаш се наоѓаш, ова е страшно, се наоѓаш сам. И си кажеш, јас сум сега сам, оставен сам. Сега, има разлика помеѓу она кога луѓето велат јас сум сам или јас сум осамен. Тоа се две различни состојби. Значи, осамен си кога немаш луѓе околу тебе, кога немаш никој да ти зборува, немаш никој да те разбере. Да, јас и ти припаѓаме на црква и вие припаѓате на црква и кога имаме црквата сме некако посигурни. Ама сега, баш сега, се наоѓаш во некој момент, сам си. Ајде, тие што имаат семејства, се 2, 3, 3, 4, ние сме 6, некој има 7, баш се балево зборевме, но семејство имаат 6 деца, значи тие од прва се 8. Ама што е за тој некој христијанин верник, кој што е самец? И одеднаш тој се наоѓа осамен. И тоа е вистинска реалност. Но, вистината е дека тој не е сам. Значи, осамен е, но не е сам. Зошто не е сам? Бидејќи Исус вели, никогаш нема да ве оставам, никогаш нема да бидете сами, јас сум со вас. И најверојатно ова е добар момент, дури ако сте 3-4 во станот, во семејството, во куќата, добро е да, дури кога ќе се почувствуваш осамен, тоа е, ја би рекол дека дури е тоа добро. Зошто? За да ја почувствуваш близината на тој кој што стварно живее во тебе, кој што навистина живее во тебе. И најверојатно ова е добро време да навистина го почувствуваме, да го вкусиме, да живееме со реалноста, Светиот Дух живее во мене. И во таа реалност, во таа вистина, кога ќе дознаеш дека јас сум осамен од сите други луѓе и од целиот систем, но не сум сам. И ова е таа вистина, верувам, која што Светиот Дух сака постојано да ни ја донесува пред нас и да ја живееме. Иако покај овие времења ќе поминат, ќе се смират работите, пак ќе се собираме во црквите, пак ќе бидеме во кино, пак идеме во ресторани, пак ќе има дружби, али да не го заборавиме она што сака Светиот Дух да го нагласи сега. Не заборавај, јас живеам во тебе. И како што сега ме чувствуваш, чувствувај ме или верувај во тоа постојано, дури кога се е околу тебе. Амин. Зоран, додека зборуваше, мислам ти начина нешто што јас сакам сега да го споделам. И мислам не ни се сомнева во тоа зашто знам дека духот не води, дека сме на иста, ако можам да кажам, бранова должина или терпенција, еден наш голем пријател што сака да милува, да каже и што има голема вистина, што е дефинитивно точно. Кога гледаме Исус тоест ги гледам учениците, Зоран, во Матеј 14 глава и Марко, мислам дека 4 глава, ги гледаме учениците и Исус како да сака да ги поучи нешто. Исус како сака да им одржи една лекција.
И ме одржува пред тоа, и ќе кажам што точно, и одржува и сега. Одат, влегуваат во коработ и одат на Среде море, сами овој пат. Пред тоа имаше една случка, каде што одат заедно со Исус, го поминуваат и е голема бура. Голема бура и он спие на негде пишува буквално перница. На перница пишува, да. Буквално перница и колку во тоа време да мислиме ние дека немали убави материјали и сигурно одбрал некоја мека убава перница, али како и да е, поетата спие на перница, спие мирно, спие во потполен мир. Без разлика што веќе почнува морето да се бранува, почнува се околу нив да вришти, да пишти дека ова ќе биде голема бура. И најнаш во можеби неразбирање или сакам до моментот да дојдам до недоверба, Зоран. До недоверба доаѓа кај учениците, зашто уште добро не го познаваат. И почнуваат да се плашат, да се тресат, го будат, он им станува и вика: луѓе, што вие со вас сум, кај ви е верата. Да. И ова го спомнувам, Зоран, зашто нас не слушаат сега и луѓе што може не идат во црква, што можеби не им е сето блиску она што го збориме ние, Исус е во тебе и може да живее со тебе. Но затоа го зборам ова што еве ги учениците што уште слабо го разбираат Исус. Ви гледаат некоја чуда се случува во Кана, леб претвара во 5 лева во 5000 и сето, но човекот е битие на заборав. Мислам дека тие неш го кажа тоа и најнаш забораваат тоа што случува и се паничат сега. Исус станува, ја стигнува бурата. Иде втор пат. Овој пат Исус им вика: сами одете, ја ќе останам на брегот. Да. И тоа е интересно како им дава втора поука. Втора лекција. Им дава втора лекција. Им дава втора лекција дека и кога нема да ме чувствувате, кога ќе мислите дека сум далеко, јас ве спасувам. Да. И одат на Среде море и мислам, интересно е што на Среде море, Зоран. Понекогаш нашиот живот изгледа дека е на Среде бури. На Среде бури, но од друга страна коработ кој за нас можеби е и самиот крст, каде што сме ние со Исус зацврстени, распнати и со него воскреснати. Коработ, иако оди во бура, плови во благодат. Плови во благодат. Иако не го гледаат они Исус. Иако не, Исус им дава лекција. И еве го Исус иде, прави чудо. Оди по море. Оди по море и бура стигнува. Оди по море. Интересно е што, Зоран, и ќе одиме на тоа да се доврзиме, сакам да ја истакнам таа вера што раѓа доверба во луѓето. И ако можам да кажам за довербата, нели, довербата не е само да слепо му веруваш на човек. Довербата е повеќе да одиш од вера во вера. Каде што не липсуваш или не паѓаш во духот. И еве го Петар. Петар најревносен од сите. Петар го гледа и вика: Исус, викни ми, ја ќе дојдам. На твој збор ќе дојдам одма. И Петар ја имал таа вера. Ради ревноста, ради што бил избувли карактер, но и ради што видел претходното чудо. Ја имал таа вера да рипне и да почне да оди. И го направил тоа. На збор на Исус Петар тргнува. Но немал таа вера во вера, или она што го збориме, или таа доверба во само тоа. И што се случува? Ова сакам да упатам и до сите луѓе. Ние, дали е сега оваа ситуација, дали е претходна некоја стација, ние имаме бури околу нас. Мора да знаеме дека ние сме воскреснати со Христос, пловиме во благодатта и нашата, ако можам да кажам, обврска е да не гледаме на бурите. Или кога гледаме, да не ги правиме поголеми од тоа што се. Да гледаме на Христос. Петар почна да гледа по бурата и почна да тоне. Исус го извади од водата. Така да Исус никогаш не остава и кога ние мислиме дека ни е далеко. Исус не остава и кога мислиме дека го знаеме и дека ни е доволно. Исус за нас сака уште. И таа доверба што Исус, знаеш, Исус не повикува само да имаме доверба во Него. И мене ова ми беше можеби едно од најсилните откровенија што го имав. Исус има доверба во нас. Точно. Ја верувам дека и не само да Ја верувам дека треба да ја поминеме бурата. Ја верувам дека еден мој добар пријател кажа една многу интересна реченица која што не може да заборам. Таа не е негова реченица, таа
наверојатно стара неколку илјади години, али во наши услови или во да кажам во ова што збориме сега, бура, мориња и следниот израз е за добар капетан потребна е добра бура. Значи, ако стварно сакаш да бидеш добар капетан, искусен капетан, ти мораш да поменеш низ големи бури. И сега бурите кога се случуваат воопшто не се интересни, не се пријатни, не се убави, не ги сакаме. Ама кога ќе излеземе од таа бура, кога ќе ја поминеме, стануваш посилен. Посилен во што? Во верата и позаснован, да кажам, позацврстен во довербата. Зашто сега имаш искуство. И замисли, повеќе бури, повеќе искуство, повеќе доверба, повеќе вера. Ја верувам дека, ја би рекол дека сето сега, поготово, ајде да го кажеме сега, окей, бидејќи мнозина се засегнати за сега, за моментот. Иако ја верувам дека не треба секогаш така да се размислува, поготово луѓе кои што се визионери никогаш не размислуваат само за сега. Всушност, они го виделе сега, всушност го виделе утре и задутре, и ја виделе днината и затоа разговарат на таков начин. Пред некој ден, ова ти го немам кажано, не сме се спремале, али имав еден многу интересен сон, повторно сонови, ја верувам дека Светиот Дух зборува во сонови. Ја дури би рекол дека интензитетот на сонови сега е многу поголем него било кога. И ја би рекол, задржете го тој интензитет, сонувајте, нека Светиот Дух ви зборува, верници, неверници, Светиот Дух ќе ви зборува. И во еден таков сон, за тие што се можеби малку помлади, нема да го сватат овој дел, ама за тие што се постари, порано имавме видео, како се викаат, видео рекордери, да. И да, не можеше само да скокнеш на 25-та минута или на 50-та минута, него мораш да направиш rewind или пак да го, како не знам како македонски како кажам тоа, да го смоташ нанапред лентата да ја смоташ. И пред некој ден имав еден баш таков сон. Се наоѓам денеска, во таа дата 25 март и одеднаш како да имав можност да ја намотувам лентата, идам нанапред. И поминуваат сати, денови, и идам ја нанапред. И се наоѓам после некое време, после некои, можеби 2-3 недели. И гледам таму како, викам, вака ќе биде. И вуп, се враќам пак назад. Ја верувам дека, да, можеби не секој има таа можност да ги, како да кажам, да ги гледа работите нанапред, но јас верувам дека Духот кој што е во нас, Светиот Дух кој што е во нас, ни дава можност да преку верата која што е веќе ставена во нас, да ги гледаме нештата како иако не се тука. Тоа е всушност ветување, да ги гледаме нештата иако не ги гледаме во овој момент, али или преку верата да можеме да разбереме. Сега точно е прашањето и точно е она што ги засегнува луѓето, кога ќе помине се во ова или зошто ова нас ни се случува. Мене ми пишуваат луѓе ако не од Македонија, од сите страни од светот, ама ми велат зашто ова не засегна или зашто ова нас не се случува. Она што јас можам да го дадам како одговор се наоѓа во Евреи 11 глава и нема да биде првиот стих, бидејќи првиот стих е стихот на верата, каде што вика а верата е, и потоа има објаснување што е верата. Али ако отидете во следниот стих, во вториот стих, значи Евреи 11, 2 и 3, и таму стои еден дел кој што тој е фасцинантен дел, тој е неверојатен дел, каде што вели и преку верата нашите предци добија разбирање. Значи они добија уверение и разбирање, потоа вели како е создаден светот. Значи ако верата ти објаснува како е создаден светот, тогаш верата ќе ти објасни што ќе се случи и утре, и задутре, и за 5 години, и за 10 години. Така да јас верувам дека она што сега во овој момент е потребно да се не само да се разбуди, него да се употребува постојано како никогаш претходно е верата. И некој ќе каже, ама ова е удар на љубовта. Не е удар на љубовта. Стравот не е удар на љубов, стравот не ја удира љубовта. Зашто? Бидејќи стравот знае дека не може ништо да направи на љубовта. Но сака да ја омаловажи верата. И ова мнозина не го разбират, бидејќи го користиме оној стих совршената љубов го изгонува секој страв. Тоа е точен стих, тоа е апсолутно точен стих, но стравот не може да ја наштети на љубовта. Зошто? Бидејќи љубовта е најсилна од сите. Посилна дури кај што вели во Коринтини од љубовта и од верата и од надежта. Не е посилна, но поголема е. Така да стравот не може да ја наштети на верата, тој одма знае. Но сака да ја наштети
сака да ја наштети на верата. И затоа сега во овој момент во секој еден верник верата е таа која што е под притисок. И затоа сега покрај сите тие проповеди, покрај сите тие поучувања, покрај сите тие откровенија и увиди, време е и добро е да ја користиш верата. Амин. Да ја користиш на начин кој што никош не си ја користел. И можам тука да објаснувам многу работи, многу детали, али ајде ќе оставиме за малце. Ќе оставиме за покасно. Мислам, ќе сам доврзан баш во тој контекст, нели, подоцна, него да останем уште малку. Ја спомнаме паниката, Зоран, и јас верувам во луѓето, посебно што не го познаваат Христос, или што во моментов него не живеат, ако можам да кажам, со Христос, можеби го познаваат, па подзаборавиле или не подзаборавиле, без разлика, но и луѓе што не го знаат, нема простор за паника. Ја сакам да кажам, не дека сум ја човек што не паничи, Зоран, па можам туку така лесно. Понекогаш е така, знаеш, ние дома во бракот, еден ќе биде поголем паничар, еден помал. И се среќаваме со сето тоа. Но не го кажувам ова дека ми е удобно во жолтава столица, па кажувам, луѓе, не паничете, а знам дека има таму некој заболен или паничат. Го кажувам од човек што Сабајле испрати жена му да работи и ми прати со сите скафандери, со се, баш во државна болница. Но не го зборам од никаква комоција, напротив, мислам дека ајде ќе кажеме нешто покасно, во Македонија или во самиот човек еден се доведува и до прашање на интегритет. Идентитет, но и интегритет. На таа неподвоеност во луѓето сега да се покаже. Знаеш, многу пати гледам во луѓето тие, ако можам да кажам, таа подвоеност, таа двојна или тројна личност во самиот тоа, каде што на разни бури или не мора бури или на разни убавини, од друга страна, поинаку реагира. И најнаш кога ќе дојде вакво нешто, се сепнува и као да не е самиот човек. И сакам да повикам да тој интегритет, идентитет што го имаме во Христос, да силно сега одзекне. И кога спомнаме за паниката, значи паника што е? Паника сите знаеме што е. Паника е момент на страв, каде што целосно ја губиш довербата. Сега моето прашање е каде е ставена довербата? Ја верувам дека секогаш што го кажува Библијата и самиот човек го има искусено со текот на историјата, дека кога човекот ќе стави целосната, значи зборуваме целосната, ние треба да имаме доверба во системот. Затоа и градиме, затоа и гласаме. И плаќаме данок. За да имаме доверба во системот, Зоран. Но Библијата го начнува она целосна доверба, каде ја ставаш. И така да прашање сега е каде ние ставаме верата, каде ние ставаме целосната доверба. И ја верувам дека наспротив од паниката не е мирот. Мирот е делувањето, како што паника е делување, и така и мирот, но наспротива на паниката, ја мислам дека е верата и довербата. Јас сум цврсто убеден дека е баш тоа. И баш како што кажа, тоа сака да биде разнишено сега. Наеднаш како да не си тој, наеднаш како да тоа со верата било некогаш, ама сега е ова опасно. Што да правиме сега со ова? Не, сега е време на вера. Сега е време на доверба. И ќе ми дозволиш да ја споредам, ја многу сакам црквата и верувам дека во време на немање можност да се собираме на јавни настапи, се дека црквата делува силно, делува во охрабрување на поединецот, во овој момент на охрабрување. И кога имав еден сон, Зоран, тргнаме соновите, нема да го кажувам сонот, за да не многумина не се уплашат, али вчера нешто размислувам и Господ ми го враќа филмот за сонот. И јас тој сон и оваа ситуација ја видов можеби пред 3 месеци и више. Уште кога не беше почната ни во Кина, значи негде 4 месеци. И нема да го кажувам, но во тој сон видов нешто што беше од исклучителна важност и нешто што ќе направи разлика. А тоа беше црквата. И ми даде слика Господ со Јосиф. Јосиф, за тие што не знаате, еден од синовите на Јаков син на Аврам, нели? И интересно, Зоран, Јосиф добива сон и во сонот негов Господ му кажува ти ќе бидеш главен, тебе ќе ти се поклонат. И он го кажува во целосна немудрост, ако можам да кажам, а од друга страна во целосна не е таа немудрост и наивност, него и простодушност дека
Еј, супер, Господ ми зборуваше, браќа и татко, слушајте. И татко му уште не знае, тоест веќе и он слуша, браќата се планираат како што да направат со Јосиф и према решаваат да го убијат Зоран. И тоа гледам сликата на можеби овој сега целиот модерен свет и не само тоа, низ историјата како светот сакаше да проба да ја убие црквата и кога не можеше да убие, кога се виде дека не можеше да убие, проба да ја предаде. Проба да ја предаде со тоа што сега имаме изјави на некој што напреднале ради верата, Зоран. Зборам цели држави, цели нации што напреднале, сега имаме изјави како дека си прост ако веруваш, и ако се и ги имаме и кога не успеа да го продадат Јосиф, кога не успеа да го убијат, ја предадоа црквата. Но што се случува понатаму? Кога знаат луѓето таа приказна за Јосиф, ќе видат дека Јосиф го откупуваат, станува роб и станува главен прв до фараонот. И што се случува? Добива сон од Господ. Добива сон дека во време на суша, 7 годишна, во време на суша, он ќе добие мудрост што да направи и не само они да бидат прехранети, Зоран, и да бидат него целиот свет. И еве го Јосиф што е слика на црквата. Еве го Јосиф како станува главен и во време на суша, во време на потреба. Е место каде што можеш да се наследиш. Место каде што можеш да се утешиш. Место каде што може ти порасне верата. Супер, да. Само да се надоврзам за тоа што го спомна со паника, Ребека, сопругата моја, пред 2-3 дена читавме некои стихови и го најде еден прекрасен стих и затоа и го барав овдека да го најдам, ова е во Исаја, значи тоа што збореше за паника, тоа е прекрасен стих. Исаја 28 глава, негде 16 стих, вториот дел на 16 стих или целиот 16 стих, вика, еве, поставувам камен на Сион, камен, аголен камен, и вели дека тој ќе биде прекрасен камен, ќе биде сигурна основа, и вика, ќе биде ослободување и за сите, и ниеден од нив нема да биде удрен со паника или нема да се испаничи. Така да еве го Исус. Значи еве го тој Исус што Исаја го пророкува уште пред 2000 години, пред 3000 години. И вели еве го сигурниот камен, и кога ќе имаш оваа основа во твојот живот, кога ќе ставиш својата доверба во тој камен, нема да се испаничиш. Или подобро кажам, нема да живееш во паника. Значи, да, секој може да се испаничи, никој не е имун на моментално испаничување, на исплашување, тоа го спомнав, мислам, преходниот пат, но не смееме да живееме во таа паника. Зошто? Бидејќи сега верата е ставена во нас. За тие кои што ти секогаш викаш, за тие што ме познаваат, за тие што ме слушале многу често, сум ја поставил ова прашање и многу често сега веќе не ни можам да го поставам во прашање. И сум рекол, ајде да погодите во колку сати ја станувам. И луѓето кажуваат 5, ја викам, не, тоа е премногу рано. Некој вика 8, не, викам, тоа е, не сум толку, не се излежувам толку многу. И доаѓаме до моментот 6:30. И ја викам, најблиску сте до 6:30. И вика, добро, кој е време? Викам, 6:33. И ти викаат, па добро се, ајде, 6:30, ама 33, зошто 33? Ја викам вака. Има еден стих во Матеј, значи Евангелие по Матеј, 6 глава, 33 стих. И ја верувам дека тој стих јас сум си го земал како мој, како да кажам, како за мене. Не е мој тој е на Исус, ама сум го земал како за мене. Ја верувам дека треба секој еден верник да најде нешто што му, како да кажам, што е од Исус дадено, од Светиот Дух подарено, од Таткото намерено, за да живееш во согласно со тие стихови, со тие стандарди, со тоа што си повикан. И некако тој ми е многу омилен стих. Матеј 6:33 вели вака: не грижете се за ништо, туку најпрво, она што ти го збореше, најпрво барајте го Божјото царство и неговата праведност, и се во ова другово што е претходно спомнато во целата 6 глава, а и претходно ќе ви се придодаде. Така да јас лично се будам кога најверојатно 95%, 98% од утрата се будам во тоа време или тогаш ми е алармот, и првото нешто што ќе го погледнам е тој стих. Или првото што ми стои пред мене. И на таков начин, јас во тој момент одлучувам да верата која што ми е во мене дадена, што да направам? Да ја поврзам со тој стих. Значи, да ја инвестирам веднаш
пред било што друго да ми се сервира. Да, денеска имате, како се вика тоа, листа на луѓе заболени и секој може да го направи тоа. Прво нешто што ќе направиш, стануваш са бајле и колку луѓе се заразени и гледаш таа листата и тие нели бројчињата клик се накачуваат. Али ја верувам дека можеме и вакво нешто да направиме. Верувам да ти со верата што ти е дадена да ја споиш со ветување кое што Исус го дава за тебе и за мене и го дава за луѓето и за црквата. И наместо да очекуваш зголемување на умрени, зголемување на заболени, зашто не активираш твојата вера и да кажеш вака, јас ги гледам овие 200 и нешто, не знам колку има во Македонија, но во името на Исус, јас заповедам да бројките се сменат, да се намалуваат бројките, па да има исцелени во овој момент, додека луѓето гледаат, наместо да има зголемување на бројките, да има намалување на бројките. Така да тогаш само тогаш верата станува валидна, подобро да кажам активна, валидна и станува сведоштво како за тебе, така и за другите луѓе. И затоа верувам дека е добро време да се поврземе со ветувања, со стихови, со пророчки зборови и да активираме верата која што е во нас, да биде активна како за нас, така и за другите. За мене едно од најголемите ветувања е праведникот ќе живее по вера. И верата, и ако словото вели, ева само замислете го следново. Може би не го знаете овој стих, може би не го знаете, го има во во Јаков 5 глава, мислам дека 16-17 стих, после молитва за болни пише дека праведникот ќе живее по вера. Сега замисли го следново. Ќе живее по вера. Што подразбира ќе живее по вера? Зашто тоа мене ми зборува? Живот. Животен стил. Со други зборови, тоа значи дека верникот или праведникот првото нешто што прави, има своји навики. Имам навика. Што е за повеќе навиката во Македонија и во светот? Ај ќе пиеме кафе. Знаеш што е навиката на праведникот? Верата. И активирам верата. Ајде да се напиеме една доза вера од Савајле. Што прави, што е животниот стил на верникот? Гледа бројки, ги гледа бројките му се презентирани лоши, вика во името на Исус мора да се вратат назад. Гледа заболени луѓе што вика бидете исцелени во името на Исус. Ја гледа состојбата на сметката во банката, ако користите интернет банкинг касигата, вика не, во името на Исус ова мора да се зголеми. Ја не знам како. Банките вика нема пари, он вика не има. Каде има? Има на небото. Како што е на небото, така на земјата. Така да животниот стил на праведникот е да ги користи навиките и манирите што му се дадени според што? Според верата. И затоа праведникот ќе живее по вера. Амин. Незоран, тоа ветување го добивме ние, нели, преку вера, преку познавањето, го пиша Павле, го пиша Јаков, али они се навраќаат на 700 години пред тоа. Авакум им го пишува. Точно. Така да, тоа е тој процес, тоа е тоа слово што е живо, што е делотворно. Многу убав збор ми е тоа делотворно, Зоран, зашто прави дела, знаеш, верата никогаш не изостанува без дела да биде, него напротив прави дела и тие дела се видливи и тие се славни дела на Господ што ние ги пееме. Песната како беше? Бог на славни чуда е, Бог на славни чуда е, Бог на славни дела е. Амин. Вау. Нешто што, Зоран, го начнаме на почетокот, да тоа е дека нели покрај сето ова што го зборуваме за црквата и дека стабилност, дека луѓето се наоѓаат дома сами, луѓето се наоѓаат и знаеш колку има ветување во Новиот Завет за црквата, толку има ветување и за поединецот. Поединецот е сочинува црквата и црквата е сочинета од поединецот и на едно место тој стих многу добро го знам. Мислам дека е 2 Коринтијани 1:20. Не, сега. 3:16. Окей. Не, 4:16. 3:16. Не, извини, 3:6. 3:6. Павле вика, но Бог не направи подобни. Вау. Тука не зборува за црква. Тука зборува стриктно за поединец и кажува Бог не направи подобни да служиме на еден нов завет. Амен. И ја размислував што е ова подобни и знаеш, најповеќе испостоветено со способни. Но јас подобни го гледам малку подлабоко.
способни пред се доаѓаат до израз она скил со овите вештините, нели, она што е ставено во нас, но подобни е нешто што го Бог нас не направи подобни во идентитетот, тој што го спомнавме, во интегритетот и во даровите што ни се дадени. И секој еден што е сега сам дома, или со фамилијата без разлика, на крај на денот, колку и да си заедно, имаш време кај што се одвојуваш и кај што си сам. Предогледало си сам. И се прашуваш, што е во мене? Го можам ли ја ова сите што го збораат? Бог нас не направи подобни. Амен. Прекрасен стих. Подобни. И размислував, Зоран, се навраќам, ајде да видам зашто Господ мене ме направил подобен. Викам, ти дадов ново срце. Беше камено, сега ти дадов ново месесто срце. Ти дадов да живееш по вера. Праведникот ти дадов дар на праведност. Праведникот ќе живее. Ти дадов шанса да исцелуваш. И ти самиот бидеш исцелен. И сите тие се нешта што Господ не направи подобни. И нешто што Зоран многу размислував, што го наоѓам како можеби и ако нешто е потресено во моментов, освен институциите, ако нешто е потресено во човештвото, е таа удобна зона. Ја верувам дека таа удобна зона е најпотресена. И размислував, околу таа удобна зона има еден круг што е круг на стравот. Да го зачуваш. Да го зачуваш тоа. Кој ќе го преидеш тоа, влегуваш во учеништво и влегуваш после учеништвото, влегуваш во, знаеш, не е доволно само учеништво. Влегуваш после учеништвото круг на разбирање. Така да, послушаш. Ја верувам дека таа удобна зона е сега разнишана. Зошто? Свесно да искористиме верата. Да го прескокнеме, не да го прескокнеме, да го разбиеме тој круг на страв и да влеземе во учеништво, да влеземе во послушност на верата. Точно. Верата е, ја би рекол, едно е најсилното оружје што го имаме и не залудно вели во Евреи 12 глава, 2 стих, каде што вели, ајде сега да ги впериме нашите очи во авторот и усовршителот на верата, кој што заради нас, заради тебе, го претрпе крстот, го претрпе срамот од крстот, и затоа што ја гледаше радоста што е пред него. И многу често сум проповедал за оваа тема и можеби ако некој никогаш не слушнал која е радоста, радоста си ти. И ја верувам дека на таков начин ние сега, читајќи го тој стих и велиме, авторот на верата ме виде мене, те виде тебе, и кога те гледаше тебе, крстот стана невидлив за него. Или подобро кажам, ти му се испречи на Исус пред неговите очи и он само тебе те гледаше и викаше, за оваа радост јас кидам на крстот. И затоа ги поднесе тие болки, ги поднесе тоа страдање, умре на крстот, воскресна, за да ние денеска го живееме тоа што Исус вели дека е авторот на верата и ни ја даде таа вера, за да сега ние не само, како да кажем, намуртено или некако едвај, него со радоста, со истата радост што Исус нас не гледаше, истата таа радост нас ни ја даде, за сега преку вера да живееме со радост, со мир и во таа праведност. Така да, верата е едно од најубавите поклони што нас Исус ни го дал, со кој што може да победуваме, да преместуваме, да начнуваме нешта, да донесуваме нешта, да произведуваме нешта. Многу често луѓето ќе ме прашаат како е можно, седам со тебе и одеднаш се ми станува лесно, како да верата е најлесното нешто. Лесното е затоа што верата која што ние зборуваме генерира, или подобро кажам, продуцира вера за други луѓе. Седи со човек кој што има вера, ќе добиеш вера. Седи со човек кој што има благодат, ќе добиеш благодат. Седи со човек кој што има мир, ќе те наваса мир. Така да тој е еден закон на добивање, или подобро кажам, на пренесување. Така да јас верувам дека дури принципот на сеење и на жнеење, значи дури во овој моменти каде што дури би рекол мнозина се загрижени за економската страна и гледаме дека таа страна ќе биде можеби една од полошите страни, или подобро кажам, не гледаме, него се прогнозира дека тоа стварно ќе страда и веќе страда луѓе од тој момент.
али ајде да го земеме за здраво, за готово ветувањето на Исус, ветувањето во Галатите и во други места кај што вика тие што сеат во духот, ќе жнеат во духот. Тие што сеат во тело, што значи страв, тие ќе си жнеат страв. Али ајде ние како верници да не се плашиме и да не бидеме да го чуваме тоа што го имаме, него дури и сега би рекол, ајде нека биде оно што било пред 2000 години, каде што Павле вика, овие цркви во Македонија, што име на нив, вели дека во најголемата немаштија дадоа повеќе од тоа што немаат. Дадоа, така да дури ја би рекол, би се охрабрил самиот себе си, би ги охрабрил сите, немојте да застанувате да бидете дарежливи. Јас верувам дека во вакви моменти, каде што ако имаш, па дури и ако немаш, барај, кажи Господи, свети душе, дај ми да му дадам на тој човек. И ја верувам дека таа дарежливост всушност ќе биде пешувана за нејзе после се во ова. Луѓето кажат, што беше со овие луѓе? Како може да го прават ова нешто? И кажеме, па ова е само повторување на историјата. Ова веќе се случи пред 2000 години. Затоа што Павле вели, зарем не сте слушнале за благодата што им беше дадена на црквите во Македонија. Што беше благодата дадена? Дарежливоста. За дарежливоста. Така да јас верувам дека ако е добар момент за дарежливост, ја би рекол е сега. И ја верувам дека тоа ќе биде запишано, ќе остане како печат. И луѓе кажат, овие луѓе беа малку луди. И кога сите нема, они дава. Затоа што кога сееш во духот, ќе жнееш во духот. И ќе жнееме. Амин. Супер. Зоран, ајде уште малку наберате и мислам дека колку ја, не знам, како сме со време. Уште 3 минути. Да не претераме, да не претераме, али мислам верата е нели толку широка тема, а толку се сведува на тоа да во нас ја имаме и ја употребуваме и знам многу пати ќе зборувам и на еден човек му кажав дефиниција што е вера по она што спомнати Евреи 11:1, кај што вика е тврда увереност во работите што не ги гледаме, да се надеваме. И леко вика, не можам да видам, мислам, не ги гледам. Да не заборавиме ние, барем тие што знаеме Библијата, дека на едно место Павле вика, ние не гледаме во видливите нешто што одминуваат, него ние гледаме во невидливите нешта што траат. И така да верата гледа. Верата гледа визии, верата гледа напред, верата гледа каде што науката не гледа. Еден кажал, биле на семинари, ме рекол, мислам теолог, научници, собрани теолози, научници на еден куп и рекол, научници ве почитувам многу, али теолозите веќе беа, кај што сте вие сега, да, и така да, ако гледаме животот на Павле, на апостолите и покрај сите маки што ги имале, Зоран, биле многу винни, уважени личности. Одат во Грција и ги сметаат за богови, за полубогови, одат и ги важат. Така да, нема играчка со ова нешто што ние го носиме, што црквата го носи. Опасна вера. Прекрасна вера. Да, ја не знам како ти сакаш да го привршиме овој дел. Може би ја сакам да се молам само на кратко за нешто што ја верувам дека е добро да го имаме предвид сега, а тоа е бидете отворени да слушнете зборови, пророштва, утеха, охрабрување за некој друг човек. Зашто го велам ова? Затоа што опасноста на самотијата е да бидеш себичен. Значи тоа е најголема опасност на самотијата, да станеш себичен. И затоа ние сакаме да го нарушиме тој дел, тој систем, бидејќи навиката или животниот стил на праведникот не е таков. Животниот стил на праведникот вели, јас сакам да го љубам мојот Бог, а ти не можеш да го љубиш твојот Бог без да ги љубиш луѓето. И е добро да бидеме подсетени, управувани на таков начин да ни текне за други луѓе. Како да им помогнеме, што да им кажеме, што да им напишеме, што да се молиме за нив. Така да бидете отворени, бидете дури ако некој каже мене Господ не ми зборува, тогаш сети се со твојата меморија, со твоето сеќавање, сети се кои луѓе ги знаеш, стави ги на еден лист и моли се еден по друг.
ја верувам дека во таа молитва, во тој начин на грижа, ќе Светиот Дух ќе ти покаже нешто. Што и како ја не знам, али он ќе ти покаже. Така да бидете отворени за водството на Светиот Дух, отворени за водството во вашето срце, во вашиот ум. Светиот Дух ќе ви даде и бројки, ќе ви даде и имиња, ќе ви даде и дати, ќе ви даде се што треба само за да бидете на благослов на другите. Така да јас ги благословувам сите во христијански центар, ги благословувам сите во црквите во Македонија, ги благословувам сите верници во Македонија, да бидеме отворени на водството на Светиот Дух, да бидеме отворени, да не бидеме себични, туку наспроти од себичноста да бидеме дарежливи луѓе, да бидеме спремни да се жртвуваме на начин кој што не би го направиле претходно. Така да тоа е мојот благослов, тоа е она што ја верувам дека Павле ни го заповеда во сите негови посланија, да бидеме секогаш концентрирани кон Божјото царство и кон луѓето. Така да тоа би било мојот благослов за сите кои што слушаат. Супер. Дека зборуваше за нели да бидеме отворени на Светиот Дух, Зоран ми текна знаеш и ова го насочувам стрикно кон верниците, оно што ги спомнавме кон христијански центари, кон сите тие што не слушаат, што се од другите цркви. Значи во вакви моменти црквата презиме на значајна улога. Не само социјална улога, Зоран, каде што ние социјално ќе се најдеме до луѓето. Знаеш, црквата не е само место каде што си поминуваме убаво или каде што можеме социјалните потреби да ги задоволиме или било што, него е место каде што имаме помош од ангели. Амен. Имаме помош од лично од Светиот Дух. И така да не смееме тоа да го занемариме никогаш. Го гледаме Исус, оди во пустина, вика на крај му служа ангели. Го гледаме Павле, затворен, вика му служа ангели. Гледаме наназад многу, можам ја да кажам лични примери многу, каде што вистински сме имале надприродна, ако за некој е вистинскиот збор или Божја интервенција во нашите животи. Не само социјална, не само во потреба си ќе ти помогнам, окей, или помогне ми сум во потреба, или црквата е тука, него луѓето да очекуваат Божја интервенција во нивниот живот. Амин. Одлично. Ќе се молиме за крај и јас сакам да спомнам само, продолжувам и овој четврток со молитва. Бидете брзи на молитва, брзи на убав збор, брзи на добар и спори на сето останато, зашто не ни треба никаква паника во моментов и нема потреба, верувајте, од паника. Заедно сме, заедно ќе ги надминеме овие нешта. Верувајте му на Исус повеќе од било кога да е, верувајте му на Светиот Дух што е во вас повеќе од било кога да е. И едноставно можам да зборам уште, али ајде, одиме на молитва, ми дат некои идеи, али да оставиме и за друг пат, така да. Мислам дека колку ми каже дека нема прашања и така да најверојатно луѓето веќе се знаат и супер. Така да тоа е уште подобро, тоа и нас на некој начин ни ги олеснува работите али како и да е, заедно сме и тие што мислите дека сте најосамени, дека нема кој, Исус со вас, препознајте го. Амен. Христијанската вера е вера на препознавање на нештата, што веќе ги имаме за живот и за побожност. Тато, фала ти за овој ден, фала ти за Твојата прекрасна благодат, Господе, Твојата прекрасна милост, Господе, Твојата прекрасна праведност што се стави во нас, Господи, Твојата прекрасна вера, Господе, што не носи на места каде што и не сме ни замислувале, Господи. Фала ти што ти имаш излез за секоја ситуација, Господе, па и за оваа, Господи. Фала ти што ќе излеземе од оваа ситуација не само без, ако можам да кажам, со помалку, него едноставно ќе сведиш се на минимум, Господи. Фала ти што навистина тоа што си го ветил, тоа ќе го исполниш, Господе, дека навистина македонските цркви ќе ги зачуваш такви како што и се ги направил, цркви на дарежливост, цркви на луѓе што го разбираат и што ги испитуваат Словото, Господи. И фала ти што таа благодат, Господе, колку и да ние пробуваме да избегнуваме таа околу нас и таа се шири како зараза, Господе. Фала ти за таа благодат, Господе, фала ти за тоа што ти утеши го секое срце што не е утешено во моментот, Господе. Ти охрабри го секое срце што не е охрабрено или што мисли дека не е охрабрено, Господе. Ти
Потикни го во верата, секое срце, секој ум што мисли дека него може се тоа што го збориме, Господе, зашто си ти Бог на благослов, ти си Бог на ветување. Фала ти за твоето прекрасно име Исус. Амин. Амен. Океј, се најубаво, ќе се видиме. Книгите што пишаа луѓето ги добиваат. Ги добивате, Така да се гледаме. Океј, Чао. благослов.